Во еден град, во еден град, има друг еден град, има друг еден град. Нема локални избори во последнава деценија и кусур на кои кандидатите за градоначалник на Скопје не дале ветување за изградба на нов лунапарк. Градската администрација, предводена од Коце Трајановски, уште во 2009-та нарача физибилити студија од шпанска компанија. Пред и за време на предизборието во 2013 година, Трајановски најавуваше нов лунапарк, но преку јавно-приватно партнерство. На првиот тендер немаше пријавено, на вториот тендер се пријави една италијанска компанија која за жал за малку не ги исполни условите, меѓутоа се уште е заинтересирана, така да во мојата изборна програма ставено е изградба на лунапарк. По неуспешните обиди да најде приватен партнер, Трајановски донесе одлука да набавува реквизити со пари на градот, но дури на крајот на мандатот. Градот Скопје ќе добие нов лунапарк. Значи очекуваме неговото функционирање да биде некаде почетокот на следната година. Трајановски ги изгуби изборите. Дел од реквизитите стигнаа во земјава, а неколку месеци подоцна новиот градоначалник Петре Шилегов ја стопираше изведбата. Иако најавуваше и други решенија, тој до крајот на мандатот се врати на старата идеја на неговиот претходник, со лунапаркот да управува приватен партнер. Беше представена и студија од италијанска фирма. Проектот за изведба би требало да биде некаде во средината на јули готов и во август да ја распишеме конечно постапката за изградба на забавниот парк во Скопје. Шилегов ги изгуби изборите, а неговата наследничка Данела Арсовска прво вети дека ќе ги постави реквизитите набавени во времето на Коце Трајановски. Тоа никогаш не се случи. Исто како што никогаш не се случија нејзините најави за најдобар парк на Балканот. На крајот на декември 2025 година, по децениски нереализирани ветувања, лунапаркот сега изгледа вака. Обрасната трева, скинати мрежи, смет и искршени огради, зад кои детскиот джагор од минатото е заменет со непријатна тишина. Празниот простор е остаток од она што некогаш беше символ на главниот град. Местото, кое за многумина сега возрастни скопјани беше синоним за радост, сега е потсетник за тоа како изгледа децениски институционален заборав. Новото во приказната за Скопскиот лунапарк е што градот Скопје распиша оглас за набавка на вкупно 16 реквизити. Тоа значи дека новоизбраниот градоначалник Орце Ѓоргиевски се врати на решението, изградбата и управувањето да го прави локалната власт. Секој процес останат, а е надвор од тоа да градот Скопје сам го реализира се тоа, би значело можност да некој друг надвор од градот Скопје профитира од целава работа, но и тој да ги диктира цените и условите за влез во лунапаркот, користење на времето, на реквизитите и се останато, процес од кој што можеби ние ќе не можеме да влијаеме како главен град. Затоа што знаете дека тој што си приватен инвеститор или би бил партнер во целата таа работа, логички е да си го гледа неговиот дел единствено во заработувачката. Останатите работи не би го интересирале него. А мене ќе ми биде цел во тој лунапарк да можат да влезат и дечиња од социјално ранливи семејства, кои што можеби кај приватен инвеститор или кај партнер на градот не би можеле да си дозволат да платат влезница таму. Во замислите на претходните градски администрации имаше различни планови. Од изградба на забавен парк на површина од 24.000 квадратни метри, како што е сега, до негово проширување за сметка на градскиот парк. Планот на Орце Ѓоргиевски оди уште пошироко. Планира парк на 84.000 метри квадратни, што значи 60.000 метри квадратни повеќе од сегашната парцела, а можноста за ширење е само во околното зеленило. Јас бев прецизен, мислам дека во мојата објава, кога споменав дека крајната цел ќе биде поврзување на зоолошка градина и лунапарк. И во тој обем е таа квадратура што ја велите вие, односно ја споменавте, но тоа не подразбира кратење на градскиот парк, туку искористување на онаа градежна парцела целосно од 24.850 квадрати, каде што
и бил стариот Луна парк, што значи дека не кратиме од градскиот парк, но ќе правиме поврзување на содржините. 360 степени ги разгледа и условите во огласот за набавка, објавен на 13 декември. За не една фирма воопшто да и се разгледа понудата, ќе мора да има најмалку 3 договори за набавка и поставување на урбана опрема и реквизити во последните 5 години, од кои најмалку еден договор да е со вредност не помала од 25 милиони денари со вклучен ДДВ. Понатаму, се бара за време траење на договорот економскиот оператор да обезбеди минимум 40 вработени или ангажирани лица. На целиот тим кој што работи на таа проблематика, единствено нешто им побарав да критериумите бидат строги, да не се случи да имаме ние импровизација пред се за безбедноста на децата, а подоцна и да не се соочиме и со состојби какви што ги одглавувам денес, еве клучката Момин поток, например, каде што по неколку години започнати проекти стојат како споменици низ главниот град. Значи, треба да биде сериозна компанија која што пред се имала искуство во реализација на вакво нешто. Не може фабрика за месо да прави Луна парк во главниот град. Според документацијата од тендерот за новиот Луна парк сега ќе се купуваат вкупно 16 реквизити. Ова е целосниот список. Туркање со автомобилчиња, мини ролер костер, мали авиончиња, возење со шоли од чај, детски ролер костер, авантуристичка машина за вртење, панорамско тркало, семеен ролер костер, пиратски брод, адреналинска машина за летање, мал пиратски брод, вовче на шини, мини панорамско тркало, возење со кенгури, возење со балон и рингишпил. Некои реквизити имаат речиси унифицирани цени, но за други има огромни разлики зависно од варијантата или големината на изведбата. Секако, ќе станува збор за сума која ќе се мери во милиони евра. Скопјани се лојални граѓани, граѓани кои што си ги плаќаат обврските према градот и заслужуваат конечно да добијат, особено нашите најмлади во градот Скопје, да добијат таков тип на забава во главниот град. Крајниот рок за доставување понуди е 13 јануари. Очекувањата се, оти скопјани би го добиле децениското ветување до јуни 2027 година, барем според новата администрација.